Стотини надпреварувачи денеска зедоа учество на вториот поштенски маратон, кој се организираше во Прилеп. Покровители се Македонски пошти, а маратонот се организира по повод Светскиот ден на поштите 9 октомври. Маратонот беше поделен во 4 трки. Едната долга 1 километар, наменета за најмладите. Потоа трка на 5 километри, полумаратон на 21 километар и маратон долг 42 километри. Надпреварувачите трчаа низ прилепските улици и по сообраќајниците околу градот. Оваа година членството од стартнината се уплаќаше на сметка за поплавите, односно подрачјата поплавени во Скопје, што беше малце хуманитарен гест имаше и оваа година. И така фино е, мислам дека има доста учесници од надвор, така што овој маратон доби и меѓународен карактер оваа година. Ова иста трака е сертифицирана од меѓународната организација за трчање на долги стази, што значи дека и ова време официјално влегува во светските времиња на тркачки на маратони. Во Македонија се организираат само 3 вакви маратони долги 42 километри. Скопскиот маратон, Ширичин мој маратонот и овој во Прилеп. Учесниците секој со различни очекувања од оваа трка. Иначе јас сум член на најклубот од Скопје и ова ќе биде мој трет полумаратон. Трчав на Скопски, трчав прошлата недела имаше во Скопје во градски парк Ширичин мој и ова ми е мој трети полумаратон. Па сега оваа година прв пат, од прошлата година нели дека ова второ издание, сега повеќе се заангажирав за да дојдам за овој маратон. Лани не беше толку популарен или со текот на годините станува. Ова мене ми е прво учество на овој маратон. Бидејќи слушнав за минатата година беа тие што учествува има добри печатоци од самата организација и затоа се решив да учествувам ова година. Инеку трчањето како спорт се повеќе станува популарно како во Македонија, така и на балканските простори. Со трчање се почнав скроз спонтано. Со трчање започнав сосема спонтано. Тренирав претходна одбојка. Престанав со тој спорт и започнав да трчам. Па потоа следуваше прв маратон, втор маратон и сега веќе професионално се занимавам со трчање. Денеска ќе трчам на долгиот маратон 42 километри. Ова е друго учење прошле година. Ова е моје второ учество на овој маратон. Лани учествував во полумаратонот на 21 километар. Сега се уште се двоумам на која дестинација да трчам. Но годинава можеби ќе ја одберам онаа на 42 километри. Во овие маратони најбитно е да ја завршиш трката, а помалку важно е на кое место ќе завршиш. Здравиот начин на живот и откажувањето од пороците е девизата на сите луѓе кои се занимаваат со овој спорт. Трчањето станува се популарен спорт во Македонија. Низ сите градови може да се забележат се почесто како луѓето трчаат низ улиците. Дали ова е само моментален тренд или ќе прерасне во своевидна субкултура како што моментално се случува во Европа, ќе покаже времето. Но како и да е, ова е одлична можност за промоција на здравиот начин на живот. Сметам дека на се поголема врата навлегува трчањето, што мене особено ме радува бидејќи сме имаме таа идеологија да речам да напредне трчањето, да стане се помасовно, да има се повеќе луѓе кои што се занимаваат со трчање и пред се здрав живот кои што водат и од тој квантитет и да се извади квалитет, односно квалитетни расни што велат тркачи. Прилеп со овој маратон дефинитивно влегува на мапата на градови со најголем број на екстремни спортови кои се одржуваат во овој град.